Тука купуваме сега повратна карта. Тука треба да не ни даде возот. Имат преку 15.000 врсти на пиво. Белгија знае да прави вафли. Добро утро, добри људи. Како сме? Дали сме добро? Дали го гледавте мето и во претходниот влог? Денес сме повторно во Брисел, ама нема да шетаме во Брисел. Идејата за денес е да одиме до Бриш. Тоа е еден средновековен град, таков цел со мастиња, со замокчиња, со кучички такви, со камени патчиња. И има и таму божични маркети, така да одиме исто како претходниот влог, да уживаме, да јадеме, да прошетаме и да ви снимиме. Така да се надам дека ќе уживате. А сега, прво мора нешто добро да доручаме и да најдеме, затоа што треба да одиме со воз. Така да најверојатно ќе јадеме нешто на железничката станица. Кога ќе најдеме што ќе јадеме, ви снимаме и се гледаме на железничката станица. И брза презентација на доручекот. Теди има некој тост француски, ама ме не мисли да како обичен, со кашкавал и со шунка внатре. Имаме едно сокче, да не речем orange juice. И тука е мојот сендвич, ама прво да ви презентираме за десерт. Имаме брауни, куки или бруки лудница. Еве пекарата на брзина да видите како изгледа, ништо специјално. И сега да ви го презентираме мојот сендвич. Го правиш сам сендвичот како Subway фора и е со Andalus chicken. И за крај, десертот или комбинацијата од брауни и куки, ќе го викаат бруки, искрено креативно. Совлечеме кукито и сега правиме парче едно, парче друго. Не изгледа нешто толку јако, кршењето, ама ви ветувам беше многу вкусно. Yes, sir! Многу беше благо и многу беше вкусно. Да видите колку е фаджи. Искрено, респект и win. Тука купуваме сега повратна карта од Брисел за Бриш. Тоа е тоа. Одиме. Што чекаме? Го чекаме возот? Конечно најдовме нашата платформа. Тука. Тука треба да не ни даде возот. Изгледаат убави возовите. Ене салама, теди вика да ви ја снимиме. Така да го чекаме возот, а? И ми ја снимив саламата и сега ако ми рече нешто? Чекал небе само. Да? Се сместивме. Има простор и место и масичка. Стигнавме. Бруш. Убаво беше по пат. Мирно, тивко, удобно. Тука е На Северно море. Да, многу е поладно од Брисел и пошедува затоа што е поблизу до море. Поладно све. Ама одиме да прошетаме затоа што многу јако изгледа на слики. Прво одиме до некое езеро на љубовта. Сега одиме низ некој парк. Многу интересно изгледа, да. Има каналче, убаво е чисто. Кога ќе стигнеме кај езерцето, да снимаме. 3, 2, 1.
Много jak pogled. Vidite ga ovaj objekt тук. Со ресторан, со кафиќи. Таму е Крисмас маркетот позади оваа кула, главниот. Така да вечер кога ќе се стемни, мора да издоминираме таму и да јадеме. Ти се свиѓа? Да, многу убаво. Стигнавме во друго паркче. Овие објекти се тука живеат калуџерки. И тука е црквата или катедралата, не знам, ама многу е јако, цел град е вака од истава цигла направен, така да одиме внатре да видиме како изгледа. Најакото фонтанче. Сега одиме навак. Улицава е, значи... Нели? Много јако изгледа. Уште е на фабрика од чоколада. И јадници има. Види го вовче. Прејако. Архитектурата е прејака. Ezequiel, ven aquí. Ezequiel.
Овој зид е со сите пива белгиски, а има многу. И на она му продолжува цел. И вамо има пива, и вамо Beer Wall Street. Влеговме во пиварата, имаат преку 15.000 врсти на пиво. Значи страшно кај ги чуваат. 15.000? Да, 15.000 пива. Има општо во белгиски пива. И го прашав типчето што беше на шанк, кое пиво е најпродавано или најпознато и тоа го препорача ова. Исто така со секое пиво има посебна чашка за пивото и ставаат аларми на чашките, пошто сигурно некој им ги крадал. И искрено добар сувенир е. Да. Можам да разберам. На терасата сме. Живели, да видиме. Мислам, има вкус на пиво. Ама е убаво, свежо. Убаво е, да. Approve, like. Конечно најдовме место без туристи, да можеме на рати колку сакаме да се сликаме, нели? Еве вака како изгледа од ваму. И еве го од оваа страна. Искрено уина, а? Ова мислам ние последниот плоштад. Имаат убава јелка ставена. Више сме гладни. Сме. Така да више може да одиме или на божичните маркети или на каде да јадеме. Ти си јаде вафла? Секогаш? Конјчињава се наместени за сликање. Позира за слика конјчињава овде. Најаки. Души како се споени. Не мрда. Кај ќе одат? Види го ова што има десно на ушињата. Овде е најакиот вајб за Божич. Дефинитивно. Нас ни се свиѓа поише и од Брисел. Ти се свиѓа поише од Брисел? I mean, Oh, you speak in English? I'm sorry. мислам многу, не знам како да кажам, поинтересна култура има овде. Иако е исто држава, во Брисел е поурбано. Ова е овде, не знам, Много појако. како да си во некоја Дизни приказна. Да. Респект. Значи сега ви го наместив телефонот во PLV за да го снимиме цел маркет. Така да, ајде да видиме што има внатре. И што ќе се одлучиме да земеме. Ева го влезот. Овде има редица. Да видиме што има. И има доста кучички, тука на средина се јаде, има масички. Ти фача око нешто? Ајде видиме. Мора прво да анализираме по кучичките што има, па после да одбереме за јадење. Нели? Да. Ајмо. Тука сега ќе земеме компир во сосот бри кашкавал и сланина. Не можем да ви опишам колку добро мириса. Сега ќе ни го направат. Ќе го земеме. Еве го тука е више сготвен. Многу добро мириса. Еве ги цените. Брза презентација на најопасната селекција. Тука имаме братвурст или кобасицата што е германските, или има обичен хот-дог и еве го компирот најјак во најјакиот сос. I know.
Пробам? Ломи. Сега тука чекаме ред за вафли. Многу добро изгледа. Има гужва колку сакаш. Чоколадата е прво, белгиска чоколада наводно, беше топена тука пред него. Оу, нешто чоколада? Само гурни си ја нанапред и касни, иначе нема друга. Како, да. Да ја снимам малку вафлата? Чоколадава каква е, боже. Много добро. Одиме уште еден бајт. И ова е многу вкусно, многу е мека. Ја бајтнав више овде. Ова е многу јако. Многу е јако. Да видиме обичното. Теди вика дека е добро. Не верувам дека е лошо, затоа што тестото има. Да видиме. Ова е булава. Ама зошто? Полесно зарење. Не е усилна. Да. Мислам тестото исто, само та има плюс чоколада. Полесно е зарење, по можеш вака да ја гризеш, со не треба да се утепаш оваа чоколада што. Ама ова ни е која пета вафла поред? Something like that. Може да се каже дека знаат да прават вафли. Тоа е тоа? Белгија знае да прави вафли. Дефинитивно. Си замажано. Ова тебе појше ти се свиѓа со чоколада? Добре. Колку е мека. Да. Респект. Малку излеговме од гужвата затоа што многу е галама и многу е гужва и нема кај да се јаде, кај да се седне. Кој стигнал дошол, да. И нема место, се чека место за да седнеш некаде да јадеш. Така да овде како уличари јадеме, ама убаво ни е. Убаво не ни било. Да, и кончиња да си ги гледаме. Респект за вафла овде. Тоа беше тоа од Бриш, завршиме со шетање и сме прилично заморни. Тука сме на железничката станица. Чекаме вовчето што не носи назад во Брисел и најверојатно одиме дома затоа што сме заморни и најадени. Ако гладнеме, случајно може и да нарачаме како во првиот влог. Стигнавме дома, заморни сме многу, ама сме и гладни. Така да више пола сат баравме што да нарачаме и на крај пак најпримамливо ни беше истото од кај што јадевме бургери првата вечер кога дојдовме. Така да чекаме да го донесат јадењето и да видиме какво ќе биде. И сосови нови нарачавме, да. Ја нарачав, тест не ви кажувам, треба да останете да гледате што нарачав. Бум! Стигна најаките бургери. Местото инаку се вика Sunset Burger. Имаме овој пат бургер сос, обичен. И ја имам, еве го овде, spicy mango сос.
Прво да ги правиме со чинјата. Само да не е лип. Ова е класичен бургер сос, ама има некој домашен течен убав. А ова е некој сос со манго и со нешто љуто. Многу е добар. Бургерот е вистинската пича. Знаете дека секогаш нарачувам луди бургери. Значи секој имаме бургер со рукола, со и сецкани јаболка, некој сос и некоја фета има, некој кашкавал нешто. Не знам дали се гледа. Мириса многу добро, така да одиме да пробаме. Да, некоја фета е, има јаболко, рукола и некои сосеви. Браво. Значи респект за секој бургер што го прававме. О. Заборев, има и ореви во бургерот. Одиме понатака. Уживајте во монтажата. Јас знам дека ќе уживам. Ама не чекајте, земите си вие нешто да јадете. Видите го следниот бајт. Видите го следниот бајт. Ау. И тоа беше тоа од ова видео, се надевам дека уживавте. Вие го гледавте мето, не заборавајте да стиснете лайк, шер и субскрајб. И се гледаме во некое наредно секако видео. Чао!